Ова се настаните од денес. Со европска премиера на Електра се спушта завесата на 65-тото Охридско лето. Миланка Новеска се враќа во родниот Охрид со концертот Времеплов. Во завршна фаза е водоводната линија на улица Кленоец. Кривична за вработен во национални шуми. Во сабота започнува увидот во избирачкиот список. Со содржините на дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме претежно сончево, ветровито и топло време. Во текот на ноќта, среда кон четврток, ќе превладува претежно ведро и свежо време. Во четврток на Централна Европа ќе се наоѓа центар на поле на низок воздушен притисок, кој што во западните и централните предели ќе услови нестабилно време со врнежи од дожд и грамотевици. Во областа на Пиринеите, Алпите, како и во северна Италија, се услови за поројни врнежи и појава на невреме. Локални врнежи од дожд се очекуваат и во источните делови од континентот. Во останатите предели од Европа ќе превладува стабилно и претежно топло време за овој период од годината. Во северните предели на Балканскиот полуостров утре ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грамотевици. Локално се услови за појава на невреме и поројни дождови. Во останатите предели од полуостровот ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Максималните дневни температури ќе се движат од 21 до 37 степени. Во Македонија во четврток, по свежото утро, во текот на денот ќе превладува сончево и топло време. Ќе дува умерен југоисточен и југозападен ветер. Утринските температури ќе се движат во интервал од 10 до 20 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 28 до 39 степени. УВ индексот ќе има вредност 8. Во Охрид во четврток, по свежото утро, во текот на денот ќе превладува претежно сончево и топло време. Минималната температура од 15 степени, додека пак дневната ќе достигне до 32 степени. Во Охрид во петок ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Минималната температура од 16 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 30 степени. Во сабота умерено облачно време со сончеви периоди и температура до 26 степени. Во Охрид во недела ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Минималната температура од 12 степени, додека пак дневната ќе достигне до 27 степени. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менеджерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет.
Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги и за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Се спушта завесата на 65-тото издание на фестивалот Охридско лето. Свеченото затварање е со представата Приказната за Електра во режија на Дејан Пројковски. Изминатите 40 фестивалски денови, најпрестижната културна манифестација во земјава, донесе врвни уметнички содржини и настани. Со европска премиера на театарската представа Приказната на Електра во режија на Дејан Пројковски се спушта завесата на 65-тото издание на фестивалот Охридско лето. Станува збор за копродукцијски проект со Театарската асоциација од Јужна Кореја. Драмско доживување кое го привлече вниманието на 43-тиот корејски театарски фестивал во Инчон. За прв пат на фестивалот Охридско лето, така и го завршуваме фестивалот со спектакуларни визуелни трансформации и визуелни ефекти. Маестралниот Дејан Пројковски како еден од најстакнатите македонски режисери на денешницата, заедно во копродукција со Националниот театар од Кореја. Полни гледалишта, аплаузи, бисови, незаборавни импресии и уметнички доживувања го одбележаа јубилејното издание на фестивалот Охридско лето. Посебно сум горд на самиот податок што од спектакуларното отворање па до денес затворањето на фестивалот имаме статистички рекорд на посетеност, рекордна продажба на билети, рекордни финансии од нашите спонзори и помагатели, голем број на уметници од сите светски меридијани, уметници кои што ретко настапуваат во денешницата. Изминатите 40 фестивалски денови најпрестижната културна манифестација во земјава донесе врвни уметнички содржини и настани, а стотици домашни и светски уметници од музичката и драмската сцена оставија свој личен белег. Оперската пејачка Миланка Новеска Густавсон, која живее и работи во Шведска, се враќа во родниот Охрид со концертот Времеплов. Новеска ќе пее заедно со незината колешка сопранот Тина Ристеска во црквата Света Софија утре вечер од 20 часот. Многу ме радува што ќе настапам пред моите охриѓани и што ќе споделам мојата уметност со публиката во тој свет духовен простор, вели Новеска пред концертот. Оперската пејачка Миланка Новеска Густавсон, која живее и работи во Шведска, се враќа во родниот Охрид со концертот Времеплов. Мецо-сопранот Новеска, заедно со нејзината колешка сопранот Тина Ристеска, придружувани од пијанистката Ана Велиновска, утре вечер ќе настапат во волшебниот акустичен амбиент на црквата Света Софија. Многу се радувам што ќе имам прилика да настапам во мојот роден крај Охрид. Многу си го сакам Охрид и посебно па дека во Света Софија ќе имам можност, ми е многу мило, затоа што тоа е еден духовен објект кој што ми значи многу и
многу се радувам дека ќе има можност. На репертоарот се дела од различни епохи на класичната музика од Моцарт, Хендел, Вивалди, Пучини, Росини, Белини, Офенбах и други композитори. Како едно музички времеплов патување низ вековите со различни технички можности, технички предизвици, како и музички, стилски различни работи, кои што ги работиме ние вообичаено во нашите проекти и сакавме да биде за секој по нешто, а и луѓето на пример да можат да разберат повеќе за разликите и да можат да уживаат во различните композиции. Исто имаме и наш композитор Зографски, кој што ќе имаме изведба и мало изненадување за крај. Концертот Времеплов е идеја за која Новеска неколку години размислувала, а до нејзина реализација доаѓа со поддршка од Министерството за култура. Посебно сум среќна што успеавме да ја реализираме замислата да биде концертот бесплатен за публиката, вели Новеска. Својот настап утре вечер емотивно го посветува на нејзината менторка, истакнатата македонска оперска пејачка Милка Ефтимова. Многу ми е тежок период исто така, затоа што почина големата наша оперска звезда Милка Ефтимова, која што воедно беше и мојот прв ментор. Таа ме откри, таа ми ја внесе љубовта кон операта, така да би сакала овој концерт да го посветам нејзе и се надевам дека каде што ќе биде ќе може да ме слушне и да се радува како што секогаш се радуваше на моите успеси и моето пеење. Концертот Времеплов ќе се одржи во Скопје на 25 август, пошто Новеска се враќа во Шведска, каде предстојниот период ќе работи паралелно на два значајни проекти. Директно одам во Малме и сега во Малме операта почнуваме со Вагнер Лохенгрин. Дел сум таму од ансамблот и започнуваме со тој проект. Макар што паралелно ќе имам и работа со Ерик Ериксонс, со кој што работиме со филхармонијата во Стокхолм. Така да ќе имам патувања наизменично, така да ќе биде авантура. Па подоцна имам и во ноември имам во Стокхолм исто настап со Моцарт Реквиемот, ќе го пеам јас солистичкиот дел на алтото и ќе биде многу убав настан, така да се радувам и за тоа, па подоцна и други концерти кои што се во склоп на празниците, така да до негде јануари ќе биде баш авантура. Новеска 4 години живее и работи во Шведска, каде ги заврши вторите магистерски студии на катедрата за опера во Стокхолм. Минатата година доби кралска стипендија за професионално усовршување, која ја додели лично шведската кралица Силвија. За нејзините успеси и промоцијата на Охрид во светот, родниот град ја оддаде признание, доделувајќи и повелба патрон на градот Свети Климент Охридски. Во завршна фаза е поставувањето на нова водоводна линија на улицата Кленоец. Со новата водоводна линија, жителите на оваа улица ќе добијат поквалитетно водоснабдување. Наредната фаза од овој проект опфаќа реконструкција на атмосферската канализациона мрежа, нешто што долги години представува реален проблем за жителите на улицата Кленоец. На крај ќе следува комплетно уредување на улицата со поставување на нов асфалт и реконструкција на тротарските површини, информираат од Општина Охрид. Кривична пријава против работен во јавното предпријатие Национални шуми, издавал испратници без претходно издадени одобренија за сеча и го оштетил предпријатието за повеќе од 500.000 денари. Надворешната канцеларија за криминалистички работи Струга поднесла кривична пријава против 58 годишно лице од Охрид со престој во општина Вевчани поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, злоупотреба на службената положба и овластување. Пријавениот, вработен во јавното предпријатие Национални шуми, подрачно шумско стопанство Јабланица Струга, како референт за превоз, постапил спротивно на законски и подзаконски акти, на тој начин што издавал испратници спротивно на правилникот за видот и начинот на жигосување на сечата, начинот на издавање на испратница и издавал испратници без претходно издадено одобрение за сеча, со што им овозможил на физички лица да се здобијат со имотна корист. Со ваквите дејствија на јавното предпријатие Национални шуми нанел штета во вкупен износ од 506.850 денари и буџетот на Република Македонија во делот на ДДВ и проширена репродукција на шумите, информираат од Министерството за внатрешни работи.
Тешка сообраќајна несреќа на магистралниот пат Гостивар-Кичево. Вчера во 17 часот и 10 минути во ОВР Гостивар било пријавено дека на магистралниот пат Гостивар-Кичево патничко возило Мерцедес со охридски регистарски ознаки, управувано од 54 годишно лице од Охрид, удрило во бетонски потпорен зид. Во несреќата со тешки телесни повреди, констатирани во општата болница во Гостивар, се здобиле со патниците во автомобилот на возраст од 52, 25 и 18 години, сите од Охрид. Извршен бил увид од увидна екипа од ОВР Гостивар, информираат од Министерството за внатрешни работи. Во сабота започнува јавниот увид во избирачкиот список. Од 23 август до 11 септември граѓаните можат да го проверат избирачкиот список и да поднесат барања за запишување, дополнување или бришење на податоци. Во сабота 23 август започнува јавниот увид во избирачкиот список за локалните избори. Увидот ќе трае 20 дена, односно до 11 септември на полноќ, а заклучениот список ќе биде потпишан од Државната изборна комисија најдоцна до 3 октомври. Сите граѓани имаат можност да ги проверат своите податоци во избирачкиот список и да поднесат барање за запишување, дополнување или бришење на информациите. Барањата се поднесуваат писмено во подрачните оделенија или местните канцеларии на ДИК, како и по електронска пошта. Со барањето задолжително треба да се приложат и потребните докази. Барањата се поднесуваат во периодот од 23 август до 11 септември. Можност за увид во списокот имаат и лицата во притвор и затвор, кои своите барања ги поднесуваат преку надлежен орган за извршување на санкциите. ДИК е должна да донесе одлука по барањата на граѓаните во рок од 24 часа. Доколку барањето биде одбиено, граѓанинот може да поднесе тужба до управниот суд, кој е должен да одлучи во рок од 24 часа. Со цел ажурирање на списокот, Министерството за внатрешни работи еден ден по завршувањето на увидот доставува списоци на лица кои поднеле барање за нова лична карта, како и на лица кои ќе наполнат 18 години до денот на изборите. Конечниот избирачки список ќе биде заклучен најдоцна на 26 септември, а потпишан на 3 октомври. Почитувани гледачи, тука е крајот на првото издание на Дневникот на ТВМ. Повеќе информации на нашиот портал tvm.mk и на профилите на ТВМ на социјалните мрежи. Пријатно!